Иднината на комуналниот сектор е клучен аспект на одржливиот развој на нашите општества. Со брзото темпо на урбанизација, климатските промени, новите технологии и промени во потребите на граѓаните, водоснабдувањето, отпадната вода, енергетската ефикасност и управувањето со отпадот се соочуваат со нови предизвици. За успешно менаџирање со комуналните услуги потребна е меѓусебна соработка и со локалната и со централната власт. Дадеме една силна поддршка во насока на подобрување, во насока на испорачување на поквалитетни комунални услуги од локалните самоуправи преку комуналните претпријатија кон граѓаните. Јавните комунални претпријатија се основани од советите на општините и практично се во нивна надлежност. Ние како централна влада можеме да помагаме, но не можеме да носиме одлуки кои што би требало они да ги носат во смисла на тоа да се зголеми продуктивноста и ефикасноста при извршувањето на работите. Начинот на кој се утврдува цената на водните услуги не ги дава посокуваните резултати, од причина што понудените тарифи од Регулаторната комисија за енергетика се усвојуваат од страна на советите, кои најчесто од политиканство ја бираат минималната цена, која не ги задоволува потребите за успешно функционирање на комуналните претпријатија. Регулаторната комисија за енергетика апсолутно ја поддржува иницијативата на АТКОМ да се промени законот со кој што се регулира начинот како се определуваат цените на тарифите за водни услуги, како и на законот кој што го регулира работењето на јавните комунални претпријатија, се со единствена цел да се обезбеди начин Регулаторната комисија за енергетика да ја определува цената, тарифите за водните услуги. Од почеток до крај целата постапка да почне и да заврши во Регулаторната комисија за енергетика. Со ова очекуваме дека ќе релаксираме работата на јавните водоводни претпријатија, ќе им обезбедиме покривање на оправданите трошоци, ќе поттикнеме намалување на загубите и исто така сме сигурни дека ќе доведеме до подобрување на квалитетот во водоснабдувањето. 12-та дводневна меѓународна конференција во организација на АТКОМ, иднината на комуналниот сектор, која се одржа во Охрид, беше посветена на разгледување на идните трендови и иновации, како и на развојот на нови политики и стратегии, кои ќе овозможат ефикасно и одржливо снабдување со комунални услуги за сите граѓани. Дигитализацијата, воведувањето на дигиталните алатки во комуналните претпријатија треба да се свати како потреба, како нешто што ќе даде бенефит за работењето и за перформансите на претпријатијата, а да не се гледа како дополнителен трошок. Дури да е дополнителен трошок, тој е многу оправдан и ќе се исплати сами од себе на долг рок. Дигитализиран подземен катастар е само почетен момент, почетен чекор кој што ќе овозможи собирање на континуирано на податоци, а собирањето на овие податоци ќе носи до обезбедување на квалитетни информации кои што ќе помогнат во носење на вистински одлуки, базирани на информација, не одлуки базирани на моментални потреби или за како адхок решенија. Значи ќе помогне и на државата која што ќе може подобро да ги прави инвестицијските планови и реално да ги адресира потребите на водоснабдителните системи. За управување со новите дигитални системи, значајна улога има и човечкиот фактор. Скоро сите комунални претпријатија се соочуваат со недостаток на квалификуван и обучен кадар. Мора да се работи во сите јавни комунални претпријатија на подигање на квалитетот на работниците, на вработените, односно на посета на обуки, односно нивно до обучување, бидејќи на вистина времето оди напред, технологијата исто така, дигитализацијата, и мораме да бидеме во чекор со времето. Во процесот на модернизација многу важни се меѓународните искуства. Challenges are very similar in terms of old infrastructure, low tariff, and big climate challenges, droughts and floods. Hope to be able to share with the colleagues our experiences that we have in countries like in Spain and England and France. На неколку панел сесии беа представени иновативни решенија кои веќе се применуваат во комуналниот сектор и кои даваат одлични резултати, а не бараат издвојување на поголеми средства. I believe that online meters of chlorine and turbidity is something that is very easy to implement in the region, since you have a lot of rivers and canals, and by installing online meters there you can save time, and there will not be necessary for people to go and measure. You will get the results in your office
online and in real time. Се говореше и за енергетската ефикасност и интеграцијата на обновливите извори на енергија во комуналниот сектор, како и за интегрирано управување со отпад, регионални депонии, селекција и одржливи решенија. Во рамки на конференцијата се одржа и саем на комунална опрема, на кој пред заинтересираните беа презентирани најновите технологии во работењето на комуналниот сектор.